Почитувани, изминатава недела бевме посветени на изнаоѓање на решенија кои во иднина нема да дозволат да ни се случат нови трагедии или хаварии. За оваа цел, по скратена постапка го менуваме Законот за јавен ред и мир, кој ќе создаде нови механизми за воведување ред, заштита и поголема безбедност за секого. Предлог законот го стеснува обрачот околу оние кои создаваат ризици преку злоупотреба и незаконско користење на пиротехнички средства, особено во затворен простор. Се заострува регулацијата за приредување огномет, факелијада и слични приредби на кои се користат експлозивни материи. Се заоструваат и казните за правни и физички лица кои ќе ги прекршат одредбите од овој закон. Дел од казните се двојно повисоки, а за некој законот предвидува и притвор. Преку ова законско решение ги прошируваме и надлежноста на полицијата. Механизам преку кој ќе овозможиме поголема контрола при користење на експлозиви, како и побрзо и поефикасно спроведување на овој закон. Почитувани, ова е само едно од законските решенија со кои ќе направиме значајни подобрувања за зголемена безбедност. Во периодот кој следи, во собранието ќе се поднесат и други предлози кои се подготвува изминативе 2 недели. Ги повикувам сите мои колеги и пратеници, без разлика на политичката припадност, да го поддржат овој предлог закон, бидејќи станува збор за суштинска промена која не засега сите. Ја охрабрувам и пошироката јавност активно да се вклучи во дискусијата и да даде своји сугестии, заедно да донесеме подобри закони и решенија за да создадеме подобро и побезбедно општество за сите нас.